Владата на општините им побага партиски, обвини председателот на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски. Владата не најде за сходно со 1 денар да помогне на општините, што сметам дека не е добро. На крајот на денот општините се институции на кои што граѓанинот првенствено се обраќа, тоа е првата врата на која што тропаат граѓаните и тука не треба да се меша политика, но за жал имаме влада која што на некој начин партиски реваншизам спроведува према општините изминативе 2 години. И тоа не е добро затоа што последиците се по граѓаните на крајот на ден. Ѓоргиевски потенцира дека не само што нема соработка, туку и дека со државните институции општините имаат несогласување. Но и да поразговараме за многу теми и проблеми со кои што се соочуваме и несогласување изминатиот период, јас морам да истакнам со централните институции, слабата поддршка од нивна страна, недостатоците особено во делот на фискална централизација, процеси кои што години наназад го мачат и општеството генерално македонско, но и општините кои што располагаат со реално мали буџети, а владата одбива изминативе особено 2 години да направи исчекор, односно подобрување на состојбите во тој дел. Од друга страна, министерката за култура Бисера Костадинова Стојчевска го демантира Ѓоргиевски, потенцирајќи дека тоа било некое друго време кога работите оделен на следниот начин. Локалните самоуправи кои што ја дали таква забелешка изгледа заборавиле дека заврши тоа време каде што на културата се гледаше низ една политичка призма, каде што се зголемуваа плати по партиски клуч, каде што се зголемуваа плати по телефон, каде што се зголемува и се делеа бодови на административните работници по телефон. И за да ги избегнеме сите тие негодувања, така да кажам, во 2019 година беше потпишан колективниот договор со културните работници, кој што се потпиша после 15 години. Како аргумент дека работите не се така како што ги прикажуваат од општините кои се под контрола на ВМРО ДПМН, Стојчевска го посочи спорното финансирање на Макфест. Јас никогаш нема да разберам зашто градоначалникот на општина Штип не ја прифати помошта, односно не го потпиша договорот кој што му беше пратен за финансирање на фестивалот Макфест. Се разбира дека ниту едно финансирање што го правиме преку конкурсот во Министерство за култура не е доволно. Јас секогаш велам дека за култура никогаш не се доволни. Не е доволен буџетот на Министерство за култура, меѓутоа тука е општината која што треба да помогне. И јас никогаш нема да разберам дали тоа беше берење на политички поени, дали тоа беше некој друг мотив кој што имаше за цел да прикаже дека ние не се грижиме за Макфест. Препукувањата на темата финансирање и правичен однос на релацијата централна-локална власт се актуелни веќе 2 години и во нив најмногу се жалат општините кои се под контрола на ВМРО ДПМН.